Во однос на загадувањето на амбиенталниот воздух ги информираме граѓаните дека концентрацијата на PM10 суспендираните честици е помало од 50 микрограми на метар кубен, односно таа денес изнесува околу 25 микрограми на метар кубен, што значи дека СДСМ повторно шпекулира и ги лаже граѓаните. Локалниот еколошки акционен план, во чија изработка беше вклучена пошироката јавност, невладините организации, издруженија на граѓани, јавни предпријатија, членови на Советот на општина Битола и советници од опозицијата, се со единствена цел да се детектираат и во иднина да се превземат соодветни мерки за заштита на животната средина во општина Битола. Оваа година е во фаза на завршување како највисок документ кој се однесува за заштита на животната средина. Локалниот еколошки акционен план представува документ во кој ќе бидат третирани сите медиуми во животната средина, како што се вода, воздух, земја, бучава и така натаму. Донесувањето на овој документ е во завршна фаза и во најскоро време ќе биде дадено освојување на Совет на општина Битола. Во однос на каменоломот, општина Битола се уште нема издадено дозволата заради тоа што операторот е задолжен да ги заврши сите мерења во сите медиуми, кои се карактеристични за таков вид на дозволи. После добивањето на резултатите од таквите мерења, општина Битола согласно законската регулатива за заштита на животната средина ќе донесе соодветни акти, се вели во реакцијата од општина Битола.